Оштетувањата во просторијата на галеријата на икони на Музеот на Македонија, направени на 9 март оваа година, со паѓање на дел од таванскиот од таванот и несоодветното реагирање во временски рок од повеќе од 3 месеци од страна на раководството на Музеот на Македонија е скандал од невидени размери. Галеријата на икони во Музеот на Македонија во Скопје е најрепрезентативната од таков вид во нашата земја, заедно со галеријата на икони од Охридскиот музеј и завод. Таа содржи икони кои што потекнуваат од почетокот на 14-тиот до средината на 20-тиот век. Според Законот за заштита на културното наследство, оваа збирка на икони е прогласена за културно наследство од особено и исклучително значење. За жал, веќе неколку месеци, оваа бесценета колекција беше оставена во крајно несоодветни и ризични услови, без да се преземе ниту една позначајна мерка за нејзина соодветна заштита. Најстарата музејска институција во државата, со највредни музејски збирки, кои се предмет на проучување на врвни домашни и светски специјалисти, од претходната власт беше третирана како депо, од кое се извлекуваше артефакти и си ги унапредуваше новите партиски музеи. Министерството за култура ќе изврши ревизија на состојбата на музејските збирки и условите во кои се чуваат и презентираат врвните вредности од нашето културно наследство и ќе изработи приоритетна листа за санација на штетите предизвикани од претходната власт. Дека галеријата на икони, односно кровниот дел и делот и обезбедувањето на микроклиматски услови внатре, беше обезбедено со програмата од 2005 година. Значи, така да парите беа реализацијата на осовременување на и обезбедување на солидни климатски услови беше направена во 2006 година врз база на програмата од 2005 година. Така да во тоа време беа сменети филтерите за вентилација, беше обезбедена влажност согласно сите меѓународни стандарди. Така да во 2006 година, односно во јануари 2007 кога беше сменета мојата функција, како тогашен директор на Музеот на Македонија, галеријата беше оставена во исправна состојба, со сите соодветни микроклиматски услови. Она што се случувало во последните 11 години, можете да видите, резултираше со оваа кулминација на крајна негрижа и едноставно уништување на она што било оставено во добра кондиција, под добри микроклиматски услови и со соодветни превентивни мерки. Да ве прашам икониве, не знам дали јас испуштив некаде или не, од кога датираат тие икони, колкава е нивната вредност во пари, ако може да се изразам, да го доближиме до народот, и ако има некакви штети, колкави би можеле да бидат тие штети? Министерот во неговото излагање веќе го кажа дека иконите, кои што се 120 и нешто на број, се потекнуваат најстарата од почетокот на 14 век, а последната од половината, односно од првата половина на 20 век. Не можеме да преценуваме во пари. Добро, знам, мислев... Но во секој случај имаме веќе, значи, од аспект на стручност и од аспект на заштита, веќе е прогласена оваа збирка како културно наследство по категоризација според законот од исклучително значење. Тоа веќе претпоставува дека тука не треба многу да се мисли ако има потреба за средства, како за заштита, така и за презентација и за промоција. А проценката на овој вид на дела, знаете, треба да се следи и тоа во аукцијските куќи, како тоа оди некаде на продажба и ние како стручни лица сме учествувале во некои експертизи кога на нашата царина се наоѓаат некои дела, па треба да процениме за да не се знае таа материјална штета, за да може да се соодветно реагира за оние кои што учествувале во таков вид на действија. Но сето тоа се уште не е во еден систем воспоставено, бидејќи таков систем не постои како единствен. Зависи како таквите дела проаѓаат во светот. Ако дозволите неформално, мислам дека во 2006 беше проценета една од иконите на $500 милиони, кога оде во изложба во Метрополитен. Тоа беше бидејќи истите беа, која беше година? Тоа е заради тоа што таквите изложби, значи во тој случај повеќе надокнадата за штетата ја плаќаат странците, односно оние кои што ги побаруваат тие дела да бидат присутни во нивни
изложбени простори. Затоа велам дека тоа е све непознато. Јас, например, една икона тука од 14 веќе, навистина не би знаела, да кажам, може милион евра би рекла, но сето тоа зависи од проценката и на осигурителните куки во одредени прилики за изложби кога се одат, но исто така ви кажав и од пазарот, кој што е многу чуден. Вие имате некогаш икони од 19 век кои што се по не знам колку илјади евра, значи зависи од проценители и све. Немаме се уште таков систем. Не дај Боже да не остане.